Ја ќе кажу 3 легенди, што ти ќе ги запишеш, ама нека остане за веки векова у Кратово. Јас сум голем пријател со Ангел Јакимовски. И Ангел Јакимовски ми вика, слушай Стефче, ќе ти кажу нешто што сам ја чул. Ја вика само поддржи коњ од Кратово и нашите стари вика чуле дека Кратовската планина горе тоа е Кнежево, Којково, Емирица, Зелени град, живеел некој човек видовит. И наши двојца од поддржи коњ решиле да отидат каде нега да и каже судбината што ќе биде. Одиле еден дан, преспале сабалето, продолжиле, ама дошле до Петрева воденица и еден од тие реко, абе слушай, отеко он знае ја што мисли дека ќе иду каде нега и што и како, ја века не верувај лъжа да му дам пари или деца да ми оскудеват или да му дам, а еден од комшиите бил по-божен, реко, слушай, тоа е Божја работа. Само што ступнале кој нега, значи 2 дана, 2,5 дана пешки од дење до нега, искочило на врата и реко. Тај што рече дека ја не знам и што не нагаѓа ми одека знам, на нега не може да му гледам, он нека седе надвор. А тај што е за коде мене нека улегне. И он улегнал внутре му реко, ќе дојде ден, ти ќе живееш у поле. Ти ќе имаш деца, ќе имаш унуци, ќе имаш богати, жито ќе ти притича преку врати. И се стекна некое време, тој се стварно десило, он се оцелил на црнилиште доле у поле, жито нели се, богати са нивите се серат. И овој како рекол бе те на мене, не рече ти мене подгази на воденицата доле дек се мелаше житото и ја на тебе не може да ти гледам, заради тој што таквите случаи кои се запишени, овие податоци са ми кажени од Ангел Јакимовски во што го кажува. Нешто друго што сакам да кажу втората работа, у Кратово живеала некоја жена, ама со години го нешто измучувала и рекла, абе слушай, зашо ја не отиду да каде еден гледрас да ми каже. И он стегне се до сабале рано пут, отиде каде нома и он само на врата го погледне и рекол, улегни ти у соба, јас се ке дојду. И он рекол, колку време си ти предумисли да дојдеш до каде мене, ке дојду денеска, утре ке перу, нема да перу, работа имам, немам работа. И они рекол, нормално, кој ке дојде ден, ти ке јаваш црн коњ. Тој црн коњ тебе ке те фрле у меѓу. Првиот муж што ќе го земеш од интерес за пари, ти 2 пати ќе близнеш, од првиот ќе имаш 2 деца, ќе ги оставиш на прак, вториот ќе земеш муж, ќе близнеш, ќе имаш 2 мушки деца, ама ќе менеш вера, вода, ќе живееш на град на вода, ама едно сабале вода ќе дојде до твојот кревет, ќе останеш жива. И она дигнала рука. Значи, дигнала. И он и рекол, не тебе лъжа, мене е истина. Жената ништо не поверувала, ама он кога го испрати на врата рекла, кога ќе добиеш од дубока старост, до кюмбето, кога ќе се подгрееш во кој, кога ќе пиеш една чаша ракија, филмот ќе ти се врати што сам ти јас се кажала. И она рекла да дам пари. Рече, не треба да ми даваш пари, ја не сум за пари, јас сам ти само кажал. Жената, што и он кажал, кад се вратила, кажала дома, здраво и до, болна се врати. Значи, ништо не поверувал. Ама се стекна годините, како она тој га тумачила, дека како може тој време црн коњ, нели станаа коли джипови, нели на времето купиш кола джип, правила судар у меѓата. Со први може децата ги оставила на право, избегала. Со вторио оженила се, добила деца, оженила со град на вода у Охрид. И так, кад ти дошло у старите години, так и се филмо врате и рекла, моја е грес, прости ми, ја тебе ке те споминјам додека си ти жив и ке ти се одужу, ке те најду, ке дојде ден на задушница, ја ке ти раздаду за тоа име. И он кад рекол, кад ти дал изреката, демек, с тие зборови кад го испратил, тебе лъжа, мене истина. А она кад се пофалила, здрава ојдо, болна дојдо. И ќе каже још една,
у градо Кратово, Цвета Голубанова ја беше наплаќаше за струја, и вако с еден разговор прави му молбет и она вика на мене, јашо сам чула од стари и сам учителка била, на сенка ќе му нагасиш, на среќа не можеш да му нагасиш. И ја викам, добро, тетка Цвето, еве колку време се смени, како што, како биде, како е, и она вика, слушай, у Кратово, таткото и мајката беа многу строги по принцип. Демек, сака да кажете девојчето, ти не можеш да го земеш тога, ние ќе ти кажемо за кога ќе се оженеш, како ќе се оженеш, и натиснале демек да се ожене, да биде. Ама, еден дан, некоја жена од планина идејќи и сретне го тут пред коре дека е со како од се иде од Чаршија и према улицата, према Ганета Циго и према тој на раскрстите го сретне и кажала, рече, вие направите голема грешка со вашата ќерка, но рече, кад ќе дојде ден да умираш, ќе земеш од нега причешна. И ова не обрнала внимание како некоја жена, тој да ја каже. Рече, ти, ја да ти кажу на тебе, дека те кој ќе биде, твојата жена, твојата ќерка ќе се прежене. И ти кад ќе дојдеш дома на унуците, ќе кажеш овој, ние направимо голема грешка за вашата мајка што се ожени, ние требаше за другога да се ожене, но ете Господ гледа не ви пише да знаете деца, ние сме направиле тај грешка. Ама западне жената стара болест, западне све, не може да умре, дојде поп, дојде друг, дојде трет. Некоја се бале на мирникој што требало да отиде облечен, школуе, дотеран, у одело требало да замине тоа време, како ката стари геодезијаше да отиде, толку болно станало од кревет да ga виде, за да душа испушти. Тие случаи што се биле у Кратово, кои се тако потрезвени биле, како баба Цвета Голубанова што се биле, значи и изреки, може да има и нешто и додавка. Може нешто да има и придавка. Тоа не е нешто спорно за да биде, но за жал школите не се направиле да се собират такви легенди и преданија. Тоа е и не публикуено, и да се напишало и за Свети Георги, и да се напишало за овој све. Значи, на сенка ќе му нагазеш, на среќа не може да му